Агенцијата за храна и ветеринарство спроведе инспекцијски контроли и уништи небезбедно месо, млечни производи и 66 литри јогурт кои не ги задоволувале безбедносните стандарди. При тоа, изречени се парични казни за 23 продавници за храна, кај кои биле утврдени прекршувања. Во рамките на контролите, инспекторите откриле производи со изминат рок на употреба, несоодветно складирање и недоволна хигиена. Агенцијата за храна и ветеринарство истакна дека ваквите акции се дел од редовните активности за заштита на јавното здравје. Попова шапка беше најстуденото место во земјата со измерени -8 степени Целзиусови, додека во Маврови Анови снежната покривка достигна 53 см. Ваквите временски услови го најавуваат почетокот на зимскиот период и можноста за скијачки активности во овие региони. Според Управата за хидрометеоролошки работи, температурите низ целата земја бележат значително опаѓање, со мраз и снег на повеќе планински подрачја. Надлежните апелираат на внимателност во сообраќајот поради лизгави коловози. Овој викенд Европа ќе ја зафати драматична зимска бура, носејќи силни снежни наноси, студени ветрови и мраз. Метеоролозите предупредуваат на тешки услови во северните и централните делови на континентот, каде што се очекуваат прекини во сообраќајот и проблеми со снабдувањето со струја. Временската прогноза покажува дека бурата ќе предизвика значителни температурни падови и обилни врнежи од снег, особено во планинските региони. Граѓаните се советуваат да избегнуваат непотребни патувања и да се подготват за евентуални застои и прекини во основните услуги. Грчкиот премиер Киријакос Мицотакис го откажа патувањето во Либан поради технички проблем со авионот. Според официјалните информации, авионот требало да полета од воен аеродром во Атина, но дефектот бил откриен пред полетувањето. Планирано било Мицотакис да присуствува на активности поврзани со поддршката на Либан, но програмата е одложена додека не се утврди нов датум. Грчките власти истакнаа дека безбедноста останува приоритет во вакви ситуации. Сириските исламистички бунтовници напредуваат кон Хомс, третиот по големина град во земјата, откако ги зајакнаа своите позиции во северните делови. Според извори од теренот, борбите се интензивираат, при што владините сили се обидуваат да го спречат напредувањето на бунтовниците. Хомс, кој има стратешка важност за контрола на централна Сирија, повторно станува точка на сериозни конфликти. Меѓународните организации изразуваат загриженост за безбедноста на цивилното население, кое е изложено на голем ризик од евентуална ескалација на насилството. Во Јужна Кореја, владеачката партија бара оставка од председателот Јун Сук Јеол по прогласувањето на вонредна состојба, кое беше поништено по силни протести. Шефот на партијата предупреди за голема опасност ако председателот остане на власт, со оглед на потенцијалот за повторување на екстремни акти, како што е прогласувањето вонредна состојба. Опозицијата ја поддржува иницијативата за импичмент. Иако владеачката партија претходно го блокираше предлогот, сега постои можност за негово изгласување, што ќе однесе одлуката пред Уставниот суд.